Есента се познава по звукот на сувите листја кои ни шушкаат под нозете и по звуците на јатото птици кои заминуваат на југ. Слушни го и нашиот есенски звук. Влюби се оваа есен во Радио Слободна Македонија. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Наташа Мерсовска, а вие ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Мој гостин денеска председателот на Комората на извршители Зоран Петрески. Добар ден, господине Петрески, ви благодарам што прифативте поканата да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден и од мене, и јас ви благодарам на поканата и можноста да споделиме со јавноста подредени информации кои што се однесуваат на извршување. Ви благодарам. Го презентиравте 9-месечниот извештај за работењето на Комората на извршители. Што покажуваат бројките? Колку пари се наплатени за овие 9 месеци? Така, значи Комората на извршители 2 пати годишно во пракса прави една презентација на својата работа и ги изнесува бројките врзани за извршувањето и за работењето на извршителите. Еднашка на секој 9 месеци, значи го презентира 9 месечниот извештај, а потоа по завршутната сметка во наредната година и за работењето во текот на целата година. Значи овој пат беа презентирани бројките за првите 9 месеци во 2015 година и тие го задржуваат трендот од последните 2-3 години, ова веќе трета година поред, каде што континуирано паѓа процентот на, односно бројот на примени барања на извршување, како што паѓа и вкупниот обем на извршување. Значи во првите 9 месеци од 2015 година вкупно во Република Македонија сите извршители наплатиле 77 милиона 682.432 евра, што е во некој тренд со изминатите 2 години, значи 2013 79.000 и минатата година 79 милиона, односно 72 милиона минатата година, што е за 30 милиона помалку него 2012 година. Значи и годините падот предходно. Значи падот пред се должи на остварување на превентивната функција на извршувањето. Луѓето, фирмите и самата држава стануваат свесни дека доколку не ги подмируваат своите долгови, ќе бидат предмет на присилно извршување и во тој момент трошоците кои што ќе треба да ги платат ќе бидат многу поголеми од моментот кога доспеал нивниот долг. И тоа се остварува. Можам да направам една споредба дека процентот на криминал во државите е многу помал, затоа што постои полиција и органи за прогон и тоа влијае на луѓето да се воздржуваат од одредени активности кои што се спротивни на законот, така да и во овој случај постоењето на законот за извршување влијае да граѓаните, фирмите, па и самата држава, како што реков, биде подисциплинирана во овој област. Така, колку барања се примени и колкав е процентот на реализација на овие барања? Така, значи, како што и вкупниот обем на извршување е намален, така и вкупниот број на примени барања за извршување во изминатата година, односно во изминатите 9 месеци, е во континуиран пад, како во претходните исто 2 години. И се движи некаде околу 114.000 примени барања за извршување, значи споредено со минатата година кога имало 106 или 100.000 примени барања во 2013 и споредено, како што реков, со 2012 година имало 164.000 барања за извршување или 2011 155.000, имаме пат од отприлика 50.000 барања за извршување во текот на последните 3 години. Исто така, овој број на намалените и од број на примени барања за извршување, исто така е причина е превентивната функција на извршувањето и тоа дека граѓаните и фирмите си ги подмируваат своите долгови пред истите да дојдат на извршување. На што се однесуваат најголемиот дел од барањата за извршување? Најголемиот број барања за извршување секако се комуналните сметки,
кои што потекнуваат од значи големите компании кои што испорачуваат комунални услуги, вода, струја, телефонија, парно и така натаму. Воедно тие се најмали побарувања, но најголемиот број се однесуваат на истото. Немал бројот е и на барања за извршување кои произлегуваат од договори меѓу физички лица, меѓу фирми, исто така за кредити, кредитни картички и така натаму, но сепак предничат барањата за извршување кои што се однесуваат на комунални давачки. Граѓаните се жалат дека им стигнуваат долгови за наплата стари 10 па дури 15 години. А каде е проблемот? Зошто после 10 или 15 години дури сега им стигнуваат ваквите барања? Значи, во причината за донесување на законот за извршување, една од причините и префрлањето на извршувањето кај приватните извршители е токму и огромниот број на предмети за извршување кои што се наоѓале во судовите до пред 10 години. За жал, нефункционалноста на судскиот систем во тоа време предизвикал да со годините се насобираат предмети кои што едноставно судовите немале ниту кадровски, ниту пак технички потенцијал да ги спроведат овие извршувања. И не по вина на граѓаните, веројатно не по вина ни на самите доверители, тие се стоеле со години и во еден момент кога тие требаше да бидат пренесени кај извршителите, се шпекулираше со одредена бројка од неколку стотици илјади такви барања кои што со години и години стоеле во судските простории. И во текот на последните 4, односно 5 години, кај извршителите се префрлени некаде повеќе од 100.000 такви предмети и граѓаните се затечени зашто после 10 или 15 години кај нив доаѓаат побарувања кои што тие едноставно ги заборавиле и долго време никој не ги известил дека постоеле такви долгови. За жал, каматите на тие предмети се доста високи и за жал, токму овие предмети предизвика многу негативни реакции во јавноста и едноставно негативна енергија се создаде против извршителите дека такви стари предмети, односно огромни камати им пресметуваат, огромни трошоци и така натаму, но за жал тоа е едно бреме од минатото кое што за жал моравме да се соочиме. Истовремено морам да кажам дека одредени доверители и покрај можноста да овие предмети ги пренесат кај извршителите не го сторија тоа и како што кажав, иако се очекуваше дека повеќе стотици илјади такви предмети ќе дојдат кај извршителите, тоа не се случи. А очекувате сега да стигнат? Искрено јас не очекувам. Можам неофицијално да кажам дека одредени доверители тоа и го потврдиле вака гласно дека не планираат да ги побаруваат овие предмети, односно да ги дават на извршување. Дефинитивно овие предмети содржат и одредени недостатоци и од овие голем број на предмети кои што се наоѓаат во моментов кај извршителите, има одредени предмети кои што немаат соодветна извршност, немаат доказ дека е извршена достава до должниците и така натаму и голем дел од истите се неизвршливи и стојат само зафаќаат простор во канцелариите на извршителите. Така, кои сметки застаруваат? Кој е тој временски период? Дали има одреден временски период кога можем да кажеме дека сметката за струја неплатена од пред 3-4 години ќе застари? Па сметката за струја застарува за една година ако треба да се плати секој месец, значи сметките кои што се плаќаат на месечно ниво застаруваат за една година. Но доколку пред истекот на годината компанијата ја утужи таа сметка, практично добива извршна исправа. Таа извршна исправа станува извршна исправа, значи платен налог доколку е на нотар или без разлика дали е тужба и тогаш тоа се оди преку судот. Извршната исправа застарува во рок од 10 години доколку не биде поднесена на извршител, но доколку се поднесе на извршител, таа никогаш не застарува, така да сите овие сметки без разлика што и трошоци што се направени пред неколку години, тие навремено се тужени и навремено дадени на извршување, да. Едноставно мора да се платат. Радио Слободна Македонија. Тројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.
Гостин во емисијата Бројки председателот на Комората на извршители Зоран Петревски. Господине Петревски, извршителите се главно непопуларни кај народот затоа што граѓаните мислат дека најголем дел од парите завршуваат кај нив. Но тоа ние знаеме што водиме економија дека не е така. Каде настануваат највисоките трошоци? Така, значи секоја професија која што работи со присила дефинитивно е непопуларна, така да и извршителите и извршувањето со оглед на тоа што станува збор за присилно извршување е непопуларно. И тоа е една од активностите, главните активности можам да кажам на Комората на извршители, да што повеќе дадеме информации во јавноста и да презентираме факти со цел да објасниме дека извршителите и не се тие кои што ги наплаќаат најголемиот дел од долгот и дека трошоците на извршување се апсолутно ниски и споредено со сите други трошоци, споредено како извршни трошоци со земјите во регионот, да не се споредуваме со Европа колкави се тие. Да објаснам накратко, ако имаме еден долг од 5000 денари или 7000 денари, тој вообичаено содржи 1000 денари камата. Во моментот кога тој почнува постапката за тужење против тој долг, компанијата го дава на адвокат или лично на нотар, односно во суд, зависно на кој начин ќе се одлучи да добие извршна исправа. Трошоците на таа постапка се уште околу 1000 и нешто денари, плюс адвокатските трошоци. Колку се адвокатските трошоци? Најниските адвокатски трошоци се околу 3900 денари во заповедување на таа постапка. Тие зависат од висината на долгот. Потоа, повторно откако ќе ја добијат извршната постапка, повторно адвокатска канцеларија може да поднесе барање за извршување и да оди на извршител. И повторно имате адвокатски трошоци уште 3900 денари. И тука веќе предметот е дојден кај извршител. И во моментот кога тој е дојден кај извршител, долговите се веќе 12 или 13 илјади. Сите овие пари одат некаде на друго место, значи кај доверителот, каматата, трошоците парнични настанати и таму адвокатските трошоци кај адвокатот. Во овој значи првичните трошоци за вакви долгови помали од 10.000 денари изнесуваат околу 2500 денари. И ни денар повеќе доколку во прв момент должникот дојде кај извршителот и го плати својот долг. Но доколку должникот на секој може начин избегнува да трошоците, односно го подмири долгот, трошоците со секој нареден чекор и со секој наредно превземање на действие од страна на извршителот, истите растат. Но, како што го кажа во примерот, тие во однос на целиот долг навистина не се високи. Истите изнесуваат толку и за долг од 7, 8 и 10.000 денари и зависно сега од како расте побарувањето, така растат и трошоците, односно наградата. Словно да кажам, дека до 1000 евра побарување трошоците извршни не пораснуваат повеќе од 4000 денари во прв момент. Бидејќи највисоката награда за долгови до 1000 евра изнесува 2400 денари. Тука имаме секако и ДДВ и така натаму, и во извршните трошоци имаме ДДВ, повторно пари кои што не ги зема извршителот, кои што изнесува 18%, но со се ДДВ трошоците би изнесувале, како што кажав, вакви суми. А што е со блокирањето на сметка, кои ги сема тие пари? Значи, кога имаме блокада на сметка, често пати ова е еден посериозен проблем за кој што ние како комора даваме иницијативи да се надмине и се надевам дека во догледно време тоа ќе се случи. Поготово кога имаме блокирање на сметки на должници кои што веќе имаат некаква блокада на плата, односно на должници кои што се социјални случаи. Должникот социјален случај доаѓа кај извршителот и презентира потврда дека е корисник на социјална помош. Во тој момент извршителот ја деблокира неговата сметка и трошоците за самиот должник изнесуваат 0 денари кај извршителот. Сите трошоци што извршителот ги направил во таа постапка не ги наплаќа, но затоа пак банките не го прават тоа, наплаќаат за блокада и деблокада и самиот должник тоа го чини, иако според нас не би требало.
Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Во емисијата Бројки разговараме со председателот на Комората на извршители Зоран Петревски. Господине Петревски, ги споменавте трошоците, високите трошоци кои што настануваат при даден предмет за извршување. Една од измените во законот е вон судската наплата, вон судска спогодба. Што значи ова? Така. Значи, најголемата активност и борба, како што споменав, на Комората на извршители е да се справи со негативната кампања или негативностите со кои што се соочуваат извршителите во јавноста. Сакаме да покажеме. Треба да покажеме дека извршувањето не постои за оние кои што не можат да платат, или за оние кои поради било каква причина не знаеле дека имаат некаков долг, па поради станале колатерална штета, поради одредени причини и се приморани да платат некој долг за кој што претходно не биле информирани. Извршувањето постои за оние луѓе, фирми кои што не сакаат да платат. И тоа мора така да остане, бидејќи доколку не би постоело извршувањето, веројатно и процентот на луѓе неплаќајќи и фирми би биле многу поголем. Со оглед на тоа што имаме доста колатерални случаи, посебно социјални случаи, Комората подолго време размислува и во постапката за измени на законот за извршување предлагавме заедно со представниците на Министерството за правда воведување на вонсудска наплата на долговите, нешто кое што функционира во западните држави, а тоа е дека во моментот кога ќе доспее одреден долг од одредена компанија. Ова посебно се однесува на сметките, значи за комунални дејности, кои што впрочем си најголемиот број на барања за извршување, и од друга страна тие се токму долгови кои што граѓаните им паѓаат на терет. Доколку компанијата одлучи да утужи одредена сметка, најпрвен ќе треба да се достави до извршител, извршителот да го информира граѓанинот со допис дека во тој момент граѓанинот должи, да предпоставиме, 3000 денари и има камата од 500 денари. Трошоците на извршувањето би изнесувале помалку од 10 евра во тој момент и доколку граѓанинот си го плати долгот, тој не би имал понатамошни никакви трошоци и би го затворил долгот. На тој начин ќе се избегне целата постапка на тужење која што создава трошоци. И како што претходно споменав, тие трошоци понекогаш изнесуваат и повеќе од 10.000 денари. Значи да избегнеме постапката на тужење и доброволно да се обидеме да го наплатиме долгот. На тој начин верувам дека огромен број на граѓани ќе бидат навреме информирани дека постои долг и ќе се спасат, така да кажам, од непотребни трошоци кои што би следувале во постапката на тужење. Од друга страна и самите доверители, за да земат да тужат одредени сметки, ќе треба да авансираат средства до адвокатите, до нотарите, па и во технички средства, и истите ќе треба да го очекуваат да ги наплатат во иднина во постапка на извршување. Нема да има потреба да ги даваат тие средства. И на тој начин и канцелариите на извршителите кои што се оптоварени со огромен број на предмети од социјални случаи, значи во самиот старт ќе дојде одреден граѓанин и каже дека е корисник на социјална помош и тоа ќе биде забележано на тие сметки и истиот ќе се избегне повторно тужењето, постапката, блокирање на сметки и така натаму, и граѓанинот нема да биде малтретиран непотребно, иако во принцип законот предвидува да социјалците се ослободени од извршување. Значи на овој начин верувам дека огромен број на граѓани кои што би сакале да ги подмират своите долгови, но поради одредени причини задоцниле, односно не биле навреме информирани дека должат, ќе можат без поголеми трошоци да го сторат тоа. Повторно верувам дека сериозен процент од овие барања ќе одат повторно во постапка на тужење, затоа што едноставно постојат и граѓани и фирми кои што не сакаат да платат, а не можат. Меѓутоа тоа ќе ги чини повеќе. Секако, многу повеќе. Да, кога очекувате да стапи на сила? Па, значи, за ова прашање ние разговараме подолго време. Законскиот текст е во процедура подолго време, од одредени причини
трпеше одредени измени, дополнувања, повлекување на законот, повторно во владина процедура, значи не би можел да бидам прецизен да кажам кога тоа би се случило, иако има одредени најави дека би можело да се интервенира многу побрзо и јас би бил среќен тоа да се случи час поскоро. Ги споменавте социјалните случаи дека не сме да им се блокира сметка. На кои се лица не сме да се блокира сметка? Значи, Законот за извршување предвидува можност за заштита на одредени категории на граѓани, заштита на одредени категории на примања, како што се значи примањата од социјална заштита, потоа одреден детски додаток, одредени исто така давачки кои што имаат социјална категорија. И доколку одредена сметка биде блокирана, како што кажав, од страна на извршител, доколку должникот дојде со потврда дека тие средства потекнуваат од оваа намена, истите ќе му бидат вратени. Иако извршителот нели ги повлекол без никакви трошоци во извршителската канцеларија. Истовремено на граѓаните може да им бидат блокирани сметките од плата, односно да им бидат повлечени парите од плата, и доколку граѓанинот дојде со потврда дека тоа му се средства од плата, исто така 2/3 ќе му бидат вратени, доколку нема други блокади. Доколку веќе има одредена блокада на платата од 1/3, ќе му бидат вратени сите средства, повторно без никакви трошоци за извршителската канцеларија. Покрај тоа што во вашата професија се сретнувате со неплатени сметки, има и случаи на вратени работници на работното место. Така е. Како доаѓа до тоа? И не само вратени работници на работното место, ние често пати се обидуваме да споменеме дека извршувањето и како има позитивни ефекти за самите граѓани. Еве, овој пример со враќањето на работа, значи доколку одреден работник биде избркан од работа безправно, тој ќе тужи, ќе добие пресуда и потоа пресудата треба некој да ја спроведе. Но доброволно, за жал, тоа скоро никој не го прави и затоа сие се обрати кај извршител, а потоа извршителот со присилни извршување ќе го врати работникот на работа, и тоа во минатата година се случило во изминативе години се случило 314 пати, значи 314 работници имаме вратено на работа. Во овој момент немам точен податок за колку плати се вратени исто така, бидејќи одредени предпријатија откако ќе го избркаат работникот од работа, не му плаќаат ниту плати, ниту придонеси. Со присилното извршување ние тоа го правиме, па дури и во случаи кога работодавец е државата. Одредени министерства или управи тоа не ги исплатиле платите, со присилно извршување ние ги наплаќаме тие средства за граѓаните. Во овој случај граѓанинот е посилен од државата. Моето последно прашање до вас, господине Петрески, е кои се вашите очекувања за наредната година? Очекувате ли зголемен број на предмети? Јас не очекувам зголемен број на предмети, очекувам да се задржи овој тренд на пат на вкупниот број на барања за извршување, на вкупниот обем на извршување, од причини што, како што кажав, превентивната функција на извршувањето веќе се остварува и очекувам дека и во наредните години уште повеќе тоа ќе биде случај. Се надевам дека и воведувањето на вонсудската наплата можеби ќе ја зголеми работата на извршителите, но ќе ги намали во голема мера и трошоците и на извршувањето и на приходите. Но како што кажав и претходно, целта на извршувањето не е да ги малтретира граѓаните и да наплаќа повеќе, посебно не оние кои што не можат да платат или не знаеле дека треба да платат. Постоењето на извршувањето е исклучиво за оние кои што не сакаат да платат и не сакаат да ги подмират своите долгови и обврски. Има ли многу такви случаи? Секако дека има. Инаку не би постоело извршувањето како систем. Така. Господин Петрески, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата Бројки на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам на поканата. По кратката музичка пауза ги слушате најважните економски настани. Утро, пладне или ноќ, твој пријател во секој дел од денот. Радио Слободна Македонија. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.
Во емисијата Бројки ги слушате и најважните настани на економски план оваа недела. Слаб интерес градежните работници да добијат бесплатен сертификат за изградба на енергетски ефикасни објекти. Се пријавиле 650 од планираните 1000 вработени. Без ваков сертификат, наредната година нема да можат да ги градат државните институции, ниту пак да работат во земите членки на Унијата. Секој си гради своја концепција како на пазарот ќе настапува. Со сите контактирани градежни компании беше искажен стравот дека се помалку може да се дојде до квалификувана работна сила и до мајстори, петто ниво на квалификација, мајстори кои можат самостојно да изведуваат градби. Сметам дека градежните компании ќе искористат оваа можност да ги сертифицираат своите работници за енергетска ефикасност. Нов пат со 4 ленти ќе ги поврзе Штип и Кочани. Делницата долга 28 километри е инвестиција вредна 53 милиони евра. Дел од парите, 21 милиони евра, ги обезбедува ИБОР. Министерот Ставревски во Лондон го потпиша договорот за финансирање на изградбата на овој експресен пат. ИБОР досега има инвестирано 1,5 милијарда евра во 100 проекти во земјава. Изградбата на регионалниот пат од Штип до Кочани се вклопува во агендата на владата на Република Македонија за интензивна изградба на регионални патишта, при што Европската банка го поддржува и ја поддржува изградбата на патот од Дреново од Раец до Дреново, значи патот за Прилеп, која што исто така ќе започне набрзо, како и следната година изградбата на патот од Охрид кон Пештани и од Требеништа до Струга. Исто така соработуваме во делот на железничката инфраструктура, каде што со средства на Европската банка се поддржува изградбата на пругата кон Бугарија, а очекуваме поддршка и во енергетскиот сектор. На тој начин се заокружува финансиската конструкција за реализација на крупни инфраструктурни проекти со кои што се подобрува транспортната инфраструктура и конкурентноста на Република Македонија. А токму вложувањето на државата во инфраструктурата и странските инвестиции се двигатели на растот и влијаат на намалување на невработеноста во Македонија, констатира Европската комисија во најновиот извештај. Изградбата на патишта, железници и енергетски инфраструктурни проекти влијае значително да се зголемат инвестициите во 2014 година, а стапката на невработеност континуирано опаѓа, се наведува во извештајот. Владата останува фокусирана на намалување на невработеноста, создавањето нови работни места, поттикнување на инвестициите и раст на економијата. Преземените реформи во изминатиот период влијаат на подобрување на бизнис климата, но простор за напредок има, изјави вице-премиерот Владимир Пешевски. Се погледнат тие параметри, ако се погледнат анализите за подобрување на бизнис климата, мислам дека можеме да бидеме задоволни. Се разбира, простор за подобрување може да има секогаш, но треба да водиме сметка и за тоа колку е нивото на купно на развој на македонската економија и соодветно на тоа и се креирани и буџетските политики. Сепак сметам дека буџетот во изминатите години содржаше силна развојна компонента и конкретните резултати и постигнувања се најсилен сведок за тоа. Реформите во катастарот добиваат високи оцени во извештајот на Европската комисија. Формирањето на регистар на цени и масовната проценка на имотите ќе го подобрат кредитирањето во земјата. Би сакал да кажам дека Европската комисија ги признава реформите на катастарот во насока на воспоставување на модерен и соопфатен катастар и посебно во делот на воспоставувањето на регистарот на цени и на масовната проценка, која што се очекува да помогне кај во делот на подобрувањето на кредитирањето во Република Македонија. Текстилците се жалат. Странските инвеститори им ги земале квалификуваните работници. Синдикатот ја потврдува состојбата. Оттаму вела дека работниците не си одат само заради плата, туку и заради подобрите услови за работа. Синдикатот апелира домашните компании да ги користат поволностите што ги нуди државата и да создадат подобри услови за работниците. Организатори на производство не може да бидат приучени луѓе. Значи, тие луѓе морат да бидат обучени за струката, за тоа што знаат да го работат. Значи, не може внатре во една конфекција да влезе машински инженер или да кажеме да биде, не знам, психолог. Нема заинтересираност луѓе кои што ќе одат да учат 2-3 години за квалификуван работник, а да земаат плата од 150 до 200 евра. Вложувањето е неопходност во осовременување на процесот на производство. Значи, познато е дека во светот машините се отидени многу далеко и многу понапред од нас.
Македонските компании недоволно ги искористуваат средствата од европските фондови. Европската комисија преку трите клучни програми Хоризонт 2020, Косме и Еразмус на фирмите од Унијата и на земјите надвор од неа им нудат над 82 милиарди евра до 2020 година. Целта е да се поттикнат компаниите да аплицираат со иновативни проекти на повиците кои комисијата постојано ги објавува. Вице-премиерот Пешевски истакна дека за поголема искористеност на европските пари потребна е поголема соработка помеѓу бизнисот и научниот сектор. Информираше дека наскоро на домашните компании ќе им бидат достапни и парите од регионалниот фонд. Македонската влада со низена активност учествува во овие проекти, особено во една регионална иницијатива наречена ЕДИФ, каде што се на располагање околу 160 милиони евра, кои што се конкретно само за овој регион. Ние бевме прва земја која што го потпише овој договор. Работодавачите причината за слабата искористеност на европските пари ја гледаат во немањето на доволно стандарди и технологија кај домашните фирми. Вела дека уште многу треба да се вложува и во инфраструктурата. Начинот на кој се, ќе кажам, пакуваат или се обезбедуваат производите и услугите треба да бидат осовремени за да може да бидат дел од глобалната економија и да настапат на глобалната економија. Владата ги стимулира работодавачите да вработуваат лица од социјален ризик. Објавени се 2 огласи за субвенционирање на компаниите кои ќе вработат вакви лица. Според првиот оглас, работодавачот 6 месеци ќе добива субвенција во висина на нето плата за работникот кој ќе го ангажира. Сумата ќе изнесува 10.500 денари или 11.900 денари месечно, во зависност од квалификацијата на работникот, а во тек на 5 години работодавачот ќе биде ослободен од плаќање придонеси. Ова мерка е наменета за повеќе ранливи категории граѓани. Според вториот оглас, компаниите ќе добиваат субвенција за нето плата во тек на 6 месеци. Исто така во висина од 10.500 или 11.900 денари, а во тек 3 години покрај од плаќање придонеси ќе бидат ослободени и од плаќање на персонален данок. Ова мерка е наменета за лица до 35 години од ранливите категории. И компаниите е добро да ги искористат можностите кои што се нудат со едноставно поднесување на барање до агенцијата за вработување, пошто веднаш во еден многу брз период агенцијата би селектирала профили на кадри кои што би им биле понудени на самите компании за нивен избор, за потоа да може да биде префрлена и владината помош согласно оглас. Вчера се одржа саем за вработување во Куманово, каде на едно место се сретнаа понудата и поборувачката на работна сила. Директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски е задоволен што на ваков начин дел од невработените успеваат да дојдат до работно место. Јас се надевам дека овие наши придонеси како Агенција за вработување и Влада на Република Македонија и Министерството за социјална политика ќе придонесат да што е можно повеќе млади се одлучат за квалитетно образование, во кое што нема бидат невработени, туку ќе бидат вработени во иднина. Во наредниот период ние продолжуваме системската манифестација во Скопје на 2 декември, закажуваме нова средба во која што ќе има на 90 компании, во која што ќе се понудат многу работни места. Овде завршува уште една емисија бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Со мене уредник и водител Наташа Мерсовска, денеска 12 ноември е Едине Вучков техничка реализација. Музиката е од изборот на музичкиот продуцент Иван Бечковиќ. Со нови содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска.